Велат дека напредокот на светот воопшто пред се должи на прогресивните идеи за да се промени она што веќе си го отслужило своето. Она што веќе е застоено и застарено, она кое повеќе не кореспондира со првичната идеја за која и било создадено, за најнакрај да му отстапи простор на условно подоброто утре. Исто така познато е дека речиси сите промени проследени се со револуција, а таа пак бара и зема жртви. Но прашање е колкава и која треба да биде цената на тие жртви. Вреди ли, се испаќали? Знаеме дека обично целта ги оправдува средствата, но исто така знаеме и тоа дека не секоја цел заслужува и крајно бескрупулозни средства. Особено не во развиени цивилизирани општества каде по дефолт зачувувањето на општите добра би требало да биде приоритет над сите други приоритети. Арно ама, она со што во последно време се соочува оваа библиска земја, како да ги побива сите животни вистини. Без никаква тенденција некој да биде нападнат, а некој одбранет во ова шаренило од деструктивност од едната страна и привидна смиреност од другата, обичниот неелитен смртник несомнено го има правото да побара одговорност од сите оние кои сами си ја земаат слободата да сквернават или да уништуваат нешта кои ни припаѓаат подеднакво на сите нам. Дали зградите, чии да се, дали спомениците, какви и да се, дали ликовите на нив, кои и да се виновни и ја заслужуваат шарената боја што врзнив пред Великденски се излева од разнобојните балони. Дали не се тврди дека во нив непромислено се вложени огромни суми народни пари и дали бојадисаната Мајка Тереза или Порта Македонија ќе ни ги вратат нашите пари, или пак ќе ни бидат земени уште за да си го обелиме образот, откако пирот ќе заврши. Јасно како ден е дека на крајот од пијанката речиси секогаш најголемиот дел од цехот го плаќа оној кој ниту јадел, ниту пиел, туку само од неукост и за забава сериуси гледал.